Министерке, ви благодарам за интервјуто за Мија. Најпрво, одовде од Економскиот форум во Делфи. Денови учествувате, кои се пораќите што ги добивате одовде и од панел дискусиите кои што ги следите, меѓутоа и од средбите што ги имавте? Да, веќе втор ден како сум тука, од самиот почеток. И така и беше планирано, имајќи предвид целокупната состојба во светот, одлучивме да бидеме од почетокот тука со цел да видиме и какви пораки ќе се испратат. Оно што може да се заклучи е дека и после овие 2 дена се уште е нестабилно, непредвидливо и од панел во панел се менува дискусијата. Како првични заклучоци кои што можам да ги кажам, кои што ги констатирав во текот на вчерашниот ден, пред се беше тоа дека глобализацијата го има постигнато својот максимум, да кажеме, и дека повеќе светот нема да биде ист како што ние го знаеме во однос на глобализацијата. Тоа денес продолжи истото да се дискутира во насока на тоа дека повеќе ќе се посветува внимание на билатерални соработки или регионални соработки. Оно што е испратено како порака, да кажеме, и од вчерашните панелисти и од денес, е тоа дека Европа треба малку повеќе да се промени во насока на тоа да повеќе разменува и тргува меѓу себе, да се посвети многу повеќе внимание во насока на регулативите, побрза администрација, поекспедитивно работење. Дури еве денес имаше и поедини разговори во насока на тоа дека иако се дадоа 90 дена, дури за некои држави може да е тоа и мал период, имајќи предвид бавноста на администрацијата и бавната реакција. И оно што е клучно, да кажам, за Европа е тоа да повеќе Европа се сврти кон иновации, кон вештачка интелигенција, пазарот на капитал да почне да функционира. Еве денес имаше многу интересни дискусии во насока на тоа, велат од 2009 се обидуваме да го профункционираме повеќе пазарот на капитал во Европа, кој што за жал не мрдна од мртва точка, но ако сега нешто не се помери, нема кога. Значи, повеќе Европа веќе се фокусира на себе и очекувам во периодот кој што следи, нели, поинтензивна соработка со европските земји. Оно што исто така беше генерално заклучено, дека како и да се гледа целокупнава ситуација, најмногу ќе настрада америчката економија, таму ќе имаме сигурно пат во економијата со истовремено повисока инфлација, но и глобално светот ќе има некое забавување додека не се стабилизираат работите. И уште една работа која што речи си да немаше панел кој што не почнуваше со зборовите на непредвидливост, кој што за економистите и за инвеститорите пред се е од клучно значење. Значи, зборот непредвидливост е речи си во секој панел вклучен како нешто што исто така ќе ги менува работите, односно веќе на некој начин Соединетите Американски држави се поврзуваат со зборот непредвидливост, нестабилност, што не е карактеристика за Европа и исто така се очекува во периодот кој што следи поголема соработка со еден дел од азиските земји, барем тоа го најавуваа, да кажеме, панелистите, дел од нив и политичари во многу европски земји. Колку сме ние подготвени за оваа непредвидливост и за целата оваа глобализација со сите овие промени што се случуваат околу нас? Ние сме многу мали во однос на сето ова што се случува и нашите одлуки не можат да имаат некое не знам какво директно влијание, но може да го искористиме како шанса за македонската економија, пред се од аспект на тоа дека владата има добра комуникација со Вашингтон, што е многу значајно. И иако ние во моментот имаме под 1% од вкупната надворешна размена или трговија со Соединетите Американски држави, сепак може, например, тоа да биде една предност да искористиме во периодот кој што следи. Сепак, нашето семејство Европа поблиску ни се, очекувањата се исто така да се прилагодиме на сето тоа што се случува, имајќи предвид дека најголемиот дел од трговската размена на Македонија е со Европа, така што повеќе би рекла дека треба да се насочиме кон тоа како Европа ќе се однесува. Во овој момент е, би рекла, поприлично воздржани се европскиве земји, не сигурно и верувам дека не седат со скрстени раце, работат на
да речеме изнаоѓање на решение, но и тоа е сега прашање и дискусија што е тоа и како да изнајдеме решение кога од час во час се менуваат состојбите. Денес имаше многу интересна дискусија во насока на тоа дека и после 90 дена не знаеме, можеби ќе продолжат истите тарифи, можеби ќе се намалат, можеби ќе се зголемат, никој не знае поради таа непредвидливост која што на овој начин и во овој момент ја покажува Вашингтон, никој не знае како ќе се одвиваат работите, но факт е дека светот нема да биде таков како што беше до сега. Тоа може да биде еден генерален заклучок, а Македонија од тоа може да искористи, можеби ќе успееме да ги направиме уште поцврсти врските со Соединетите Американски држави и можеби ќе успееме подобро да се позиционираме. Зошто да не, доколку имаме услови да направиме и договор за слободна трговија, да успееме и повеќе да извезуваме во Соединетите Американски држави, секако треба да речеме и во криза некогаш може да се искористат и одредени ситуации. Што значи дека, да речеме, граѓаните кои што не гледаат би можеле да ги смириме дека сите овие царини тарифи што ги воведува САД за сите земји со оглед на тоа дека првично за нас беа и доста високи, дека нема да влијаат на секојдневниот живот или пак на оние кои што соработуваат со Соединетите Американски држави. Видете, од првиот ден од кога се случи таквата одлука и таквата политика, јас пред се како економист и човек кој што повеќе има работено во приватниот сектор и тоа ајде да кажеме од еден микро аспект, го зборувам тоа дека нема простор за голема паника. И многу ми беше драго првиот ден кога стигнав тука и кога видов дека и европските политичари, но не само политичарите, и економските експерти кои што се присутни тука, беа поприлично позитивни, дури да речам и насмејани, што покажуваше една релаксирачка атмосфера, што не можам да кажеме да го споредам со еден друг период некаде во ноември месец, кога сосем друга беше ситуацијата, реакциите на одредени европски политичари во однос на победата на Трамп беа со многу голем скептицизам, со резерва. Значи сега имаме една комплетно релаксирачка ситуација, што не значи дека навистина е толку релаксирачки, но мислам дека секој економист беше свесен дека не може преку ноќ да воведете вие толкави тарифи или царински стапки и дека тоа така ќе биде прифатено, прво затоа што е погодена америчката економија. Вчера имаше исто така една многу убава дискусија или пример што е карактеристичен за Грција, да кажеме на пример вели еден од панелистите вчера, имаме ситуација да веќе маслинките патуваат и се на брод кон Соединетите Американски држави. И тие ќе пристигнат таму и веќе ќе добијат многу повисоки царински стапки заради одлуката. И сега кој ќе го поднесе или ќе го понесе тој трошок? Во тој момент ќе треба да биде првин америчкиот бизнисмен или компанијата која што ги увезува затоа што не се договориле другачие. Но веќе на следното преговарање, прашање е кој ќе го понесе товарот, па во услови кога имаме, да кажеме, премногу голема глобализација или еден производ може да го произведувате, меѓутоа да има делови вградени во себе од најразлични земји во светот и се постава прашањето како ќе оди тој синџир на снабдување, дали ќе има задоцнувања, кој се во тој синџир ќе прифати да превземе дел од трошокот поради повисоките царини, но за сето тоа треба време. А во исто време преселбата на капиталот, или кога зборуваме за капитал, не мислам само на еден обичен трансфер на пари, но носење на одлуки за да се отворат фабрики на друго место, да се изградат капацитети, да се купат машини, не може да се направи преку ноќ. Ниту пак америчката економија може преку ноќ да ја зголеми продуктивноста толку многу за да го субституира тој увоз, па да каже ќе го произведуваме дома. А и прашање дали може, јас истото прашање го поставувам постојано, ќе носиме ли некогаш најпатики произведени во Соединетите Американски држави? Невозможно е поради цената на трудот, знаеме дека таму платите се многу повисоки. Значи, комплексно е прашањето и затоа во еден краток рок или во еден краток период не можеме да очекуваме некои драстични промени и логично беше ова што се случи. Веќе 10% царински стапки за целиот свет со исклучок нели на Кина е сосем друга дискусија, каде што може да зборуваме дека сега може да се договорат од тие 10% делумно да превземе дел од трошокот
америчката компанија дел онаа која што го снабдува па таа во својот синџир да ги вклучи и другите, значи ќе го редистрибуираат трошокот, ќе го прифатат сите и нема да има толкав ефект. И затоа очекуваме во периодот кој што следи дека ќе се движиме во таа насока, повторно имајќи предвид дека движењето на капиталот, онака како што го кажав, не е така едноставно и преку ноќ ништо не се случува, но во исто време да не заборавиме, и бизнисмените или приватниот сектор сигурно нема да седи мирен, доколку државите не реагираат на овие промени, не се потрудат да влезат во комуникација со Вашингтон. Во таква ситуација сигурно и тие ќе бараат други алтернативи, затоа што приватниот сектор секогаш нели се бори за својот профит и тука воопшто не треба да имаме никаква дилема. Затоа не можеме однапред да ги гледаме работите сега како сето тоа ќе се одвива, пак ќе кажам имајќи предвид дека многу непредвидливи работи се случуваат. Последно прашање, Кусо, ребаланс на буџетот? Да, ребаланс на буџетот ќе има и очекувано е нели тоа дека ќе се случи, но очекувам во текот на летниот период. Ние сега ќе имаме една мини прераспределба, очекуваме да завршат со јавниот повик за општините, мини или прераспределбата која што ја планираме е заради тоа што парите не можевме однапред да ги предвидиме во кое министерство треба да стојат, не знаевме каков ќе биде интересот на општините, така да една таква прераспределба во еден краток временски период ќе има, а она што значи ребаланс, подготовки и така натаму, очекуваме да биде некаде во текот на летниот период. Министер, ќе ви благодарам за интервјуто и за одвоеното време од овде од Економскиот форум во Делфи. Благодарам уште еднаш.